Секој ден се разминуваме со луѓе прегазени од системот, понижувани и малтретирани, оштетени од ненаситни газди и ладнокрвни директори, корумпирани лекари или разбойници во администрацијата, корумпирани судии, лоши полицајци, професори без образ, националисти, шовинисти, насилници и злосторници. Сите имаме или знаеме за случаи кога животите на нашите блиски згаснале во неискажливи маки, затоа што системот или поединци во системот биле лажливи, неспособни, корумпирани или едноставно зли. Огромното мнозинство луѓе во светот се погодени од суровоста и нечовешноста на малкумина. Тие малкумина водат држави, политички партии, криминални групи, војски и паравојски, цркви, џамии и други храмови. Без оглед на тоа дали се нарекува политика, вера, криминал или војна, сето тоа е бизнис. Бизнис со човековото здравје, достоинство и живот. Бизнис со детскиот стомак и душа. Бизнис со раѓањето, животот и смртта на секој од нас. Сите човечки суштества се раѓаат слободни и еднакви по достоинство и права. Тие се обдарени со разум и совест и треба да се однесуваат еден кон друг во духот на општочовечката припадност. Тоа е почетокот на Универзалната декларација за човековите права. Основата на денешното меѓународно право, може да се каже, најважниот документ со кој светските лидери ветија дека ќе го водат светот во подобра иднина. Оној документ по Втората светска војна. Документ од некои 2-3 странички, со 30 фундаментални права што ги има секој од нас уште во мигот кога ќе се роди. Документ што ни припаѓа на сите, без исклучок. Секоја година на 10 декември, на Меѓународниот ден на човековите права, се прашувам дали може би е подобро да се зборува за времето пред Универзалната декларација за човекови права и ужасите на Втората светска војна и по неа. Па некаде во таа споредба да се обидеме да најдеме некаква утеха. Да, навистина, Втората светска војна, пред неа беа многу тешки денови за човековите права. А потоа имаше барем еден документ кој го прифатија сите членки на Обединетите нации. Но тоа само ќе им помогне на оние што и денеска ќе го поминат денот во газење на човековите права, а нема да им помогне на сите безбројни жртви на тоа газење. Популистите од сите партиски и политички бои во спрега со бескрупулозниот бизнис, колку и да се трудат да го сокријат тоа, сакаат само да ја одземат иднината од рацете на човекот и да го претворат во бројка, обична статистика или единица во нивните планови, да го претворат во зомби. Моќниците имаат се на располагање. Судови во кои има се, само не правда. Полиции, војски, подземје, храмови во кои има се, освен Божја мисла. Оружје, пендреци, медиуми, телекомуникации, сателити, институции. Формираат влади, парламенти, агенции, комисии и корупција. Длабоко вгнездена во секоја пора на општеството, а уште повеќе во умовите на луѓето. И со тоа располагаат. Дали има лек? Да. Со солидарност, посветеност и храброст, со секојдневна борба со корупцијата на умот, почнувајќи од себе си, завршувајќи со секој што има и најмала моќ на одлучување. Нека е тоа во автобус, на шалтер, во фирма или во институција. Школа, болница, катастар, суд, општина, влада, било што. Да, со препознавање на правата и слободите и препознавање на нивното кршење. Безкомпромисно и без калкулации, без политиканство, директно и недвосмислено. Без споредби од типот, ова не е ништо, има многу полоши работи. Не. За секој и најмал обид да се згази врз достоинството на човекот, да се прекршат човековите права, секогаш треба да има реакција. Во секоја ситуација. Уште еднаш, како и многу пати досега во изминатите 3 децении, го користам моето право да се изразам слободно и да повикам, и да извикам. Јас сум човечко суштество. И
Веќе нема никогаш да дозволам да газите по моето достоинство и да ми го скратувате или одземате животот со своите постапки. Пардон. И очекувам сите вие да го повторувате тоа секој ден од животот. Никогаш не е доцна да се биде тоа во првиот ден, да биде тоа првиот ден на борбата за човековите права. Драги другарки и другари, Ваша екселенцијо, дами и господа и тие што не гледаат онлайн во моментов. Запознајте ги своите права и слободи денеска. Ќе потроши само неколку минути, но ќе донесе светлина во нашите животи. Не само во нашите животи, туку и на сите оние кои имаат потреба од тоа. Во светот на денешнината, и јас, и сите ние, гледаме планина од устави, закони, регулативи, изјави на политичарки и политичари, јавни личности кои ја декларираат својата посветеност за човековите права. Наспроти тоа, гледаме стотици милиони луѓе во светот кои се третирани нечовечки. Луѓето се второкласни животни во рацете на моќниците. Владите и корпорациите ги употребуваат моќта на парите, бирократијата и медиумите со цел да ги манипулираат и експлоатираат луѓето. Затоа, за сето тоа, треба да кажеме едно големо не. Денеска. Го имаме тоа право, исто колку и секој друг човек на оваа планета. И да не им дозволиме никому да ги одземе правата што ни се иманентни, што се наши од моментот кога се раѓаме како човечки суштества. И при тоа треба да ги браниме не само нашите, туку и правата на сите други луѓе кои ги знаеме. И тие што не ги знаеме. Бидејќи ако не ги браниме правата на другите, насилниците ќе дојдат и по нас. Честит ден на човековите права, другарки и другари. Civil Media